Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Урбан Блог. Како и секогаш, така и овој пат се потрудивме околу изборот на содржинија што точно ќе гледате денес. Дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блог ќе гледате кои се лековитите и корисните состојки кои ги има во какаото и копривата и ве носиме во магичната Танзанија. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блог. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ, прашок за директна употреба и Диастоп пробио капсули, а од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Веќе неколку пати досега имаме зборувано за тоа дека најдоброто за нас и за нашето здравје доаѓа од природата. Токму едно такво богатство од природата е и добро познатата коприва. А зашто се таа се употребува? Дознавате во прилогот кој следува во продолжение. Копривата е едно од оние растенија кои имаат повеќе намени. Се користи во исхраната на луѓето, но и за исхрана на животните, а неговите лековити својства се познати уште од античко време. Ако не сте знаеле за што се служи копривата, сега е вистинско време да дознаете. Коприва е растение кое расте на запуштени места, многу често како плевел. Тоа е тревно повеќегодишно растение кое е широко распространето во Европа, Азија, Африка и Северна Америка. Најпрепознатлива карактеристика на ова растение се цветовите и листовите покриени со луковици, со зелен цвет и листови во облик на срце, а се смета за едно од најценетите лековити растенија. Старите грци и египќани ја користеле копривата за масажа против ревматски болки и артритис, а римјаните како храна и лек. Најчесто листот и коренот од копривата се користат за прехранбени цели, додека во индустријата за производство на бој коренот се користи за добивање жолта боја. Најважно е да се напомене дека копривата содржи исклучително големи количини на железо. Богатството на овој минерал го прави најдобар природен лек против анемија. Ја намалува склонноста кон крварење, го облажува прекомерното крварење и ја прочистува крвта. Покрај железото, други минерали кои ги содржи копривата се калциум, магнезиум, фосфор и силициум. Најбогат е со витамин С, но со оглед на тоа што не се консумира свеж, бидејќи може да предизвика проблеми со дигестивниот систем, многу од овој витамин се губи при термичка обработка. Се препорачува бланширање на листовите, каде што се губи помалку од овој скапоцен витамин, а истовремено се уништуваат и запалените влакна. Освен витамин С, копривата содржи и значително количество на витамини А, B2, B5 и К витамин. Исклучителниот состав на копривата вклучува и танини, каротин, лецитин и бројни аминокиселини, протеини и јаглехидрати, што ја прави лек за многу болести, додека во исто време ја враќа енергијата и силата на телото и ја зголемува одбрамбената моќ на имунолошкиот систем. Има антибактериски, антивирусни, антиинфламаторни, диуретични својства, ја намалува болката и го запира крварењето. Корените на ова растение се собираат во пролет и есен, а семките во август. Копривата како лек се користи во народната медицина за лекување на болести и состојби како што се зајакнување на имунолошкиот систем, алергии и алергиски реакции, заразни болести, зголемено менструално крварење, заболување на црниот дроб, болест на бубрезите, воспаление на непсата, белодробна болест, чир на желудникот, дигестивни проблеми, несоница, келавост. Препорачуваме чај од коприва кои се подготвува така што една лажица добро измиени и ситно исечкани коприви се прелеваат со 2 децилитри зовриена вода и се остава неколку минути да се динста. Процедете го чајот и пиете го додека е млак во мали голтки. Покрај чајот од коприва можете да направите многу вкусни јадења како супи, пити, кифлички, салати и слично.
Овој скапоцен и ефтин лек со широко благотворно дејство треба да биде што почесто на вашите трпези. Освен чај можете да подготвите и сок од коприва, а може и супа. Рецепти за подготовка на супа од коприва ќе најдете сега тука, во продолжение. Ќе ви кажеме како да направите и сок од коприва. Состојките што ќе ви бидат потребни за подготовка на сок од коприва се 30 врва млади коприви, 2 лимона, 3 портокали, 80 грама шеќер. Сокот од коприва се подготвува на следниот начин. Сите состојки добро измијте ги и ставете ги во вода да одстојат. Можете да додадете вода колку што сакате. Ако сакате сокот да биде појак, додадете помалку вода. Ако сакате да биде послаб, додадете повеќе вода. Потоа добро изгмечете ги сите состојки. Сокот е подготвен за употреба. А еве и рецепт за супа од коприва. Коренот од коприва се собира и чисти на опишаниот начин. Исечете ги на мали парчиња и ставете ги во тегла, како што обично ја користиме за зимско складирање. Да земеме јака неутрална ракија, 40% алкохол, може да биде сок од грозје или комовица. Наполнете ја теглата со корени 3 прста под врвот. Истурете ракија за да ги покриете корените. Затворете со добро затворен капак. Оставете да отстои 2 недели на темно и топло место со повремено вртење. На здравје! За него велат дека е богато со многу витамини и минерали. Исто така и дека содржи во него хормон на среќата. Да, токму тоа, добро познатото какао. Па затоа во прилогот во продолжение ви откриваме неколку интересни факти за овој вкусен напиток. Тоа е главната состојка на чоколадото и растението од кое се прават највкусните пијалоци. Лековито, екзотично вкусно. Се користи во природната медицина, во готвењето, при подготовка на разни пијалоци и во ритуални церемонии со различни култури. Сите овие божествени својства му се препишуваат на неговото височество какао. Растението какао е тропско дрво кое припаѓа на семејството на слезово. Тоа е автохтон вид на Јужна Америка, тропските шуми на Амазонија. Во Европа го донел Кристофер Колумбо, од неговите едрени авантури во новооткриената Америка. Тогашните народи правеле специјален напиток од какао, сличен на денешните ликери. Овој пијалок им се допаднал на шпанските колонизатори и самиот Колумбо кој го донел во шпанскиот двор. Наскоро станува едно од омилените растенија и еден од најкомерцијалните екзотични растителни видови во светот. Денес е главна состојка на многу производи, пред се чоколадото, но и други сладки, колачи, пијалоци и слично. Во неговиот вкус уживаат сите генерации, а лековитите својства на какаото се повеќе се истакнуваат, па затоа се користи во природната медицина за лекување на разни болести и нарушување на телото. Античките жители на американскиот континент, инките и маите, сметале дека какаото е дар од Бога, па затоа имало значајна улога во нивните религиозни церемонии. Домородците во Јужна Америка исто така имале посебно божество што му го доделиле на какаото, за да ги заштити од злите сили. Тие биле првите кои направиле алкохолен пијалок од какао, а само мажите смееле да го пијат. Какаото е вградено во културите на многу народи кои денес живеат на почвата на американскиот континент. Идеален за тековното зимско време, топол пијалок од какао или со и без млеко. Со и без шеќер е одлична идеја која нема да ви одземе многу време. Можете исто така да додаете какао во шејкови, топло чоколадо или пак во пудинг. Тоа е незаменлива состојка во колачите, како и во бројните десерти бидејќи го има и во чоколадното млеко, како и во чоколадото за готвење. Разликата е само во процентот на какао во прав во нив. Колку е поголем процентот на какао во некоја храна, толку таа е поздрава. Голем дел од составот вклучува заситени масти, а оваа количина оди и до 40% од дневните потреби количини за возрасти. Какаото содржи теобромин, кој е сличен на кофеинот. Важно е да се спомене големата количина на флавоноиди кои се важни за когнитивните способности и целокупното ментално здравје. Истражувањата покажаа дека тие го намалуваат ризикот од деменција и ја подобруваат концентрацијата. Флавоноидите се борат против дејството на штетните слободни радикали. Какаото е богато со растителни протеини и голема количина на корисни витамини и минерали, како железо, фосфор, магнезиум, калиум, калциум, селен, фолна киселина, витамини Б, Е и К. Поради количината на железо се препорачува пред се за оние кои имаат проблеми со крвната слика, недостаток на железо и анемија.
Добро и за кожата, бидејќи има способност да го регенерира мртвото клеточно ткиво на кожата. Какаото има високи енергетски својства, па затоа е одлично за деца во развој и спортисти. Бидејќи растителните влакна помагаат во зајакнување и обновување на мускулите. Луѓето кои се склони кон депресија треба да вклучат какао во нивната редовна исхрана поради високата количина на магнезиум. Интересно и тоа што какаото содржи фенилетиламин, кој има ефект сличен на ендрофинот, кој е хормон на задоволство и среќа. Па ајде да внесеме сите доза на среќа во нашето секојдневно мени. Светот на вистина изобилува со толку многу убави места кои можеби досега не ви ни паднале на ум да ги посетите. Една од нив е и добро познатата Танзанија, а зошто токму таа да ја посетите, дознавате од кратката видеопрочетка која следува во продолжение. Обединетата република Танзанија е земја на источниот брег на Африка. Се граничи со Кенија и Уганда на север, Руанда, Бурунди и Конго на запад, Замбија, Малави и Мозамбик на југ и Индискиот океан на исток. Именувана е по Тангањика и островот Занзибар. Главен град на Танзанија е Додома, а најголем град е Дар ес Салам, кој претходно бил главен град. Танзанија е првокласна дестинација за сафари искуства, благодарение на разновидниот животински свет, но и нереалните пејзажи кои го вклучуваат највисокиот врв на Африка, планината Килиманџаро. Овде можете да истражите 7 места на светското наследство на УНЕСКО, над 40 национални паркови и природни резервати. Танзанија е земја со сирова природна убавина, гостопримливи домаќини и неверојатни искуства кои ве очекуваат на секој чекор. Врвот на туристичката сезона во Танзанија е во сушниот период, од јуни до октомври, но и во јануари и февруари. Сезоната на дождовите трае во текот на март, април и мај, кога се вообичаени силни попладневни врнежи. Дождот е исто така вообичаен во ноември и декември, но многу поинтензивен отколку за време на главната сезона на дождови. Во секој случај, сезоната исто така многу влијае на цената на вашиот одмор во Танзанија. Повеќето туристи доаѓаат во Танзанија за да посетат еден од националните паркови, а особено за да бидат сведоци на големата миграција на животните во Серенгети. Важно е да се каже дека ова не е сезонски настан и дека миграцијата се одвива во текот на целата година и дека правците на движење на животните се предвидливи. Затоа туристите можат да го искусат овој феномен во текот на целата година. Тие само го посетуваат најдобрите дестинации за гледање на животни во одреден месец. Националниот парк Серенгети е несомнено омилената дестинација за сафари во Африка. Но Танзанија има многу повеќе национални паркови и резервати за дивеч кои може да обезбедат авантуристичко искуство. Резерватот за дивеч Селоус е познат по зачуваните големи стада слонови кои можат да се видат таму. Националниот парк Гомбе Стрим стана популарен кога познатиот научник Джейн Гудал го истражуваше животот на шимпанзата таму. Гледката на врвовите покриени со снег на највисоката планина во Африка го одзема здивот. Килиманџаро е од вулканско потекло и се состои од 3 вулкани – Шира, Мавензи и Кибо, односно Ухуру. Се наоѓа на североисточниот дел на Танзанија на границата со Кенија. Покрај тоа што е највисокиот врв во Африка, таа е највисоката самостојна планина на светот. Националниот парк Килиманџаро зафаќа површина од 753 км2 и е на листата на светското наследство на УНЕСКО, поради бројните уникатни и загрозени растителни и животински видови кои живеат таму. Инаку највисокиот врв на Килиманџаро е Ухуру, висок 5895 метри. Тоа е еден од ретките врвови од оваа височина што може да го освојат дури и неискусните планинари, бидејќи иако искачувањето трае неколку дена, не е претерано напорно. Интересно доживување е да се посети најголемата вулканска калдера. Се претпоставува дека настанал со колапс на најголем вулкан пред околу 2,5 милиони години. Ова заштитено подрачје е исто така на списокот на светското наследство на УНЕСКО, а се наоѓа на многу неофицијални листи на 7 чуда на природата. На плодната вулканска земја е формиран уникатен биодиверзитет, а инаку блиската клисура, Олдувај, е позната како лулка на животот. Таму се пронајдени останките од првите хоминини, стари околу 3,6 милиони години. Второто по големина езеро во светот, по Бајкал, во Сибир, сладководното езеро Тангањика, се наоѓа помеѓу 4 земји.
Се смета за едно од најважните водни живеалишта на земјата и е резервоар на 8% од снабдувањето на свежа вода на планината. Повеќето туристи го комбинираат својот одмор за да доживеат и сафари и одмор на некој од прекрасните плажи на земјата. Најпопуларните се наоѓаат на островите на архипелагот Занзибар, кој е оддалечен само 60 километри од копното. Екзотичните песочни плажи, коралните гребени и кристалните води на Индискиот океан го прават Занзибар идеално место за одмор. Возењето во теренското возило и наблюдувањето на животните од далечина е дел од стандардното сафари, но има уште неколку интересни опции за запознавање на африканскиот див свет. Авантуристите може да се одлучат за пешачки тури во одредени паркови, со вооружени и искусни водачи. Ова искуство може да изгледа малку страшно, но дава најавтентично чувство. Па доколку и вие сте од оние личности кои обожаваат авантуристички и возбудливи патувања, тогаш Танзанија е вистинскиот избор за вас. Сладкиот шеќерен производ на стапче, кој речиси не постои дете кој едноставно не го обожава, наречен лижавче. Всушност е вид на кондиторски производ, главно во цврста положба. И како што сите знаеме, е наменет за лижење. Покрај другото, омилено за сите деца го прават и различните бои. Но и многуте различни сладки вкусови во кои можеме да го најдеме на полиците во маркетите. Најмногу ги има во овошни вкусови и најчесто се во облик на мали топки. Но една од причините што сите се радуваме на лижавчињата се нивните небројни форми и облици во кои ги наоѓаме. Весели, шарени, сладки, па има ли нешто поубаво од тоа? Но како дошло до идејата ние денес да се засладуваме со овие шеќерни стапчиња? Идејата за овој сладок десерт всушност е многу едноставна. И веројатно тоа е причината поради која лижавчињата биле откривани безброј пати. Првите корени на ова шеќерно задоволство е од Соединетите Американски држави. Но од оваа прва идеја до денешните лижавчиња настанале многу промени и изобличувања. Постојат и одредени шпекулации дека за прв пат лижавчето било откриено во периодот помеѓу 1861 и 1865 година. Или за време на граѓанската војна во Америка. А некои пак изнесуваат сосема друга приказна за настанокот на лижавчињата и веруваат дека истите биле измислени повеќе од 60 години пред тоа. Имено се тврди дека Џон Смит е првиот човек кој го вовел лижавчето во неговиот модерен стил, а дека нивното име го заштитил во знак дури и во 1931 година. Според некои верзии, тој го додал стапчето на шеќерниот десерт со цел тоа да биде поедноставно за јадење. Додека пак легендарното име Лолипоп го добиле според популарниот тркачки конј. Овој збор датира од 1784 година и првично се однесувал на меки сладки, а потеклото пак на самиот термин е од зборовите лоли, што значи јазик, и поп, што во превод значи шамар. Првите знаци за лижавчето потекнуваат од 20-тите години на минатиот век, а можни траги за потекло се поврзуваат и со римската традиција и нивните јаболка на стапче. Од друга страна пак, првите сладки, кои наликуваат на она што ние денес го нарекуваме лижавче, водат потекло од средниот век, кога биле употребувани од благородници кои јаделе топен шеќер, со помош на стапчиња или рачки. Иако постојат бројни верзии за настанокот на лижавчето, неговото откривање е се уште мистерија. Иако водејќи се според надписите во книгата Храна на мислите, најприфатената е теоријата дека ги измислил Џорџ Смит, кој за прв пат истите ги представил во градот Нью Хевен, Конектикат. Неважно каде и кога ги измислиле. Важно е дека ние ги користиме денес пред цел задоволство. Но можеби и не сте знаеле дека постојат податоци кои велат дека лижавчињата во некои видови се користат и за диета. Потоа ги има и со вкус на лекови и како такви служат за навикнување на децата на вкусот. Некои се прават со цел да бидат моќен анелгетик, а верувале или не, во северните земји како Германија или пак Холандија,
има лижавчиња кои имаат и солен вкус. Во нивниот традиционален вкус веројатно се највкусни и како такви можете да ги најдете во маркетите, но можете и брзо и лесно да ги подготвите и во вашиот дом. А ние ќе ви покажеме како да го направите тоа. Постапката е многу лесна и брза, а нема да ви одземе многу време ниту потрагата по состојките потребни за подготовка. Затоа што тоа се состојки кои ги имате дома или пак лесно ќе ги најдете во маркетите. Пред да почнете со смесата, лесно направете си калапи за една употреба. Земете неколку пластични чаши и со ножички и сечете го дното. Нека бидат големи колку што сакате да биде големо или жавчето. Потоа на едната страна направете засек во кој ќе ги вметнете стапчињата за лижавчиња. Сега сте подготвени да започнете со подготовка на смесата. Во еден сад на оган загревајте вода заедно со 2,5 чаши шеќер, се додека шеќерот целосно не се растопи, а смесата не ја добие потребната густина. Потоа се тргнува од оган и се остава настрана. Во пластични чаши се става помалку боја за готвење во зависност од желбите, а во нив подоцна додавате од смесата, која претходно ја подготвивте. Потоа едно по едно ги истурате во калапите во кои вметнавте стапчиња и оставате да стане цврсто. Потоа само ги вадите од калапите и лижавчињата се подготвени да предизвикаат насмевка на нечие лица. Ако сте доволно креативни, играјте си со бои и форми и ќе добиете совршени лижавчиња. Модерен дизајн кој го прочистува воздухот од PM2,5 и PM10 чистички. Полен го редуцира чадот од цигари, бактерии, вируси, хемикалии. Веникс МК за здрав живот и чист воздух. Оптик 20 за 600 денари, Оптик 40 за 1000 денари, Оптик 100 за 2500 денари, Оптик 1000 за 3500 денари. Кој е вашиот избор? Пакети за сечија потреба. 26 години. Телекабел. Тука за вас. Со ова го завршуваме нашето денешно дружење. Сигурни сме дека и овој пат бевте со нас до самиот крај, ќе бидете тука и следната недела кога повторно се гледаме на исто место во исто време. А до тогаш не заборавајте да бидете урбани.